Слушате сега овде многу убаво слушајте. Ова е многу битно сега. Водата со која се остварува чистотата. Водата според мнозинството, пазите сега, овде според мнозинството на учењаците се делува на 3 видови. Водата според мнозинството на учењаците се делува на 3 видови. Чистечка вода, ова што го спомна сега овој учењаците што го спомнаве во книгата, ова да му се смилуваат. Тоа е она вода која ја сочувала, која е чистечка вода? Првиот вид чистечка вода. Вториот чистечка во нејзе, но не ги чисти другите. Чиста во нејзе, не ги чисти другите. Значи не може да се чисти со не, не може да се отстранува без абдесната состојба со тоа вода. И третата нечистечка, валкана вода. Но овие се 3 видови вака. Сега, првиот вид, што значи чистечка вода? За да се сфати поубаво. Тоа е она вода која ја сочувала својата природа, чиста во нејзе и ги чисти другите. Значи ја сочувала својата природа. Како што го има створено Аллах субханаху ва таала. Било тој од кој? Од дождовите, од топината на снегот. Значи, дали смееш да земиш со топината на снегот абдес? Или пак да се миеш од џунублокот? Зашто некој прашање, имат некои прашања. Зашто кога ќе не учиш фик, после ќе дојде прашање, дали смееш со снегот да го топиме да земиме абдес? Јасно? Смееш. Значи, од топината на снегот и градот или тече низ земјата, како што е водата од реките, изворите, бунарите, езерата и морињата. Ова го потврдуваат Аллаховите зборови што ги читавме. Добро, дали е дозволено да земиме абдес со водата на морето? Оно што вели да, со хадис, оно што вели не, не оно што само што има спомнато во книгата. Тој што има спомнато во книгата има доказ за тоа. Смеет или не смеет? Смеет, ама доказот не го знаете. И ова не е добро, затоа што треба, ако те прашаат некој ќе му речеш да или не, ова значи дека треба да речеш само имам слушнато, не смееш да речеш да или не. Имам слушнато дека смеет да земеш абдес, ако не го знаеш доказот. А ако го знаеш доказот, ќе речеш смеет и доказот е овај. Значи со водата на морето дозволено е да се земат абдес или пак да се отстрануваат големата безабдесна состојба. Од хадисот што го пренесуваат кој? Имам Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маџа и другите пренесувачи. И овој хадис вели дека е сахи. Имам Бухарија, имам Тирмизи, Ибн Тајмија, имам Неуи и други учењаци. Вели дека е тој сахи. Кој е тој хадис? Дојде еден човек од кабилето Мудлич, кај пратеникот салаллаху алейхи ва селем му рече: "Ја Расулаллах, инна наркабу al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i, fa in tawadda'na bihi 'atishna, afa natawadda'u bima'i al-bahri?" Qala: "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Го праша тој на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, му рече: "Ја Расулаллах, ние се качиме во брод на море. Зашто? Оде тие да фатет риби. И носиме со нас вода чиста, што нема цол. Значи не е вода од морето. Ама ако земиме абдес со тоа вода што го носиме со нас, се плашиме дека ќе ни се потроши и после немаме што да пиеме. Немојме да пиеме вода од морето. Може да пиете некој вода од море? Ај, кажете ми. Атишна, ќе ни се пиет уште повеќе, не можеш да пиеш вода од море. Тогаш, што му рече пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Huwa at-tahuru ma'uhu. Водата од морето е чиста.
Al-hillu maytatuhu, и мртвото што е натре во морето е дозволено. Халал за вас. Значи све што е мртво во море, не во езерото, да појде некој да рече, во езерото, све што е мртво во езерото дозволено е. Не. Во езерото имат се разликуваат. Јасно? А во морето све што е мртво во него е дозволено. Добро, учењаците велат зошто го спомна, зошто го праша тој на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кој е себепот? Себепот е зашто тие, како што спомнит Ибн Мулакин во Бедрул Мунир, го спомнит дека тој беше во сумња дали е дозволено со вода што имат сол, да земиш абдес, дали таа вода е чиста или нечиста. Зато го праша на пратеникот салаллаху алейхи ве селем дали е дозволено да земиме абдес со таа вода што имат сол. И тоа е дозволено. Ова е хадисот. Јасно? Ако ви прашаат некој дали е дозволено, дозволено. Зашто? Ова е хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. После учењаците велат исто спомнет овој хадис, ако се прошириме, многу се проширит, зашто не му рече да. Него му рече директно водата од морето е чиста и е дозволено мртвото во незе. Ова ќе го барате вие. Зашто не може пратеникот можеше да му рече кога го праша тој така, можеше да му рече да. Чиста е водата. Не му рече да. Него рече водата е чиста и мртвото е дозволено. Барајте ово. Зашто не рече да, пратеникот салаллаху алейхи ве селем во овој хадис. Или ќе ви објаснам понатаму. Значи, ова е првиот вид на водата. Чистечка. Вториот вид, чистечка во нејзе, но не ги чисти другите. Како? Која вода? Јогуртот, например. Да речеме јогурт. Зашто? Или пак шампонот. Имат вода шампонот или немат? Имат. Дали е дозволено да земеш абдес со шампон? Или да ја отстрануваш пак безабдесната состојба со јогурт, со бензин, со оцет? Дозволено или не е дозволено? Заш? Велат учењаците зашто тука сега навладе во ова вода нешто друго. Не се рачун вид веќе вода. Ако ќе те прашам јас тоа нешто се гледа таму, ето, што е тоа таму, ќе речиш сок. Не велиш вода веќе. Тој све е сменато. Има поминато на една друга материја. И затоа не е дозволено. Тој е чист во него. Да не е чист нема да го пиеш ти, ќе ти биде харам. Така, чист во него е, ама не смеш да се капиш со него. Не смеш да велиш ја ќе земам гусул со јогурт, или со оцет, или со нешто друго, или со сок. Не смеш. Не е дозволено. Значи чист во него, не ги чисти другите. Ова е тахир. Тахур, тахир и неджис. Сега имат валкана, третиот вид на водата. Тој е нечистечка, валкан, а тоа е она вода која му се изменила еден од трите својства. Со нечиста материја, пазите, овде е многу битно, со нечиста материја паднало во вода и му се сменало мирисот, вкусот или бојата. Која е нечиста вода? Која е нечиста вода? Трите своите. Со што? Со валкана материја, нечиста материја паднало во него, во нејзе, значи паднало во тоа вода. Па му се сменало мирисот, вкусот и бојата. После ќе кажеме која е мерата за што се рачун вид многу вода или мало вода, тоа ќе дојде во другото поглавје кој ќе кажи. Значи го сменил мирисот, вкусот или бојата. Ова е
валкана вода. Например, сега овде е прашање, ми текна убаво. Ако една вода стоела многу во некој казан, тој чисто е бидено, стои сега на еден казан, еден месец надвор, или паднало некоја лисија, нешто вака, и сега ако ќе се доближи тој, од седење мирисат. Од седење мирисат. Се рачунува сега, или пак, можда мало му се имат менато, бојата. Значи, ова е многу битен дел. Значи, имаме вода што е било тоа во мала количина или во голема количина. Ако паднало нешто натре од нечиста материја, па се сменал вкусот, мирисот и бојата, цело море нека видите. Море. Паднало нешто кај морето и го валкал целиот. Или пак му го сменал мирисот. Да речеме, ето, поголема вода од морето имат, немат. То немој да се замисли, ама јас така за пример, зашто немој да се дешава морето да го валка некоја материја, зашто нема толкова материја за да го валка цело море. Ама да велиме она. Ако му се сменит мирисот, вкусот и бојата, ки знаат колку нека бидат литри од нечиста материја се рачунуваат како нечист. Ова е со консензус на учењаците. Значи имат иџма. Сите учењаци велат дека таа вода е валкана нечиста. Што се подразбира сега голема количина на вода? Колку литри треба да се за да се рачунува голема количина на вода? Јасно? Сега ова е прашање. Колку треба да биде количината, колку литри, например, за да се рачунува водата дека е во голема количина или пак во мала количина. Јасно? Значи, што е над 160,5 литри? Или пак некои учењаци велат 191 литра и нешто. Значи, што е над ова, од 160 и нешто, 65, од 160,5 литри нагоре, се рачунува голема количина на вода. Јасно? Што е помало од 160,5 литри се рачунува мала количина. Сега, овде имат меселе. Мнозинството на учењаците што велат? Ако е мала количина, помало од 160 литри. Пазите убаво, помало од 160 литри. И паднало нечиста материја. Не му се сменал ни мирисот, ни вкусот, ни бојата. Кај мнозинството на учењаците ова вода пак се рачунува како нечиста. Според мнозинството на учењаците. Јасно? А според некое мислење на учењаците, како што се Ибн Таимија и други, велат дека ова вода што е под 160 литри и паднало нечиста материја, нешто, па не сменало ни мирис, ни боја, ни вкус. Ова се рачунува чиста. Се рачунува чиста. Јасно, според некој. А според мнозинството нечисто. Иако не сменил боја, и не сменил вкус, и не сменил боја. Значи се рачунува нечиста. Зашто? Зашто е помалу од 160 литри. Ако е повеќе од 160 литри, тие велат, ако падне нечиста материја и не му сменало ништо, ни вкус, ни мирис, ни боја, таа се рачунува чиста вода. Јасно? Јасно, со ова според мнозинството кажа. А нормално дека ова второто мислење што велат учењаците дека ако е помала вода од 160 литри и паднало нечиста материја, не го сменал мирисот и вкусот и бојата, тога се рачунува за чист. Например, имаме еден ибрик, да велиме, или една кофа. И капнало нешто
од урина. Капнала урина. Му се сменил бојата? Не му се сменил. Мирисот? Не. Вкусот? Не. Според второто мислење на учењаците, ова се рачува чиста. А според мнозинството, не. Зашто? Зашто велет тие јако, мнозинството велет, сега ова е мала количина. Мала количина. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем велет: "Иза балага ал-ма'у куллатейни лам яхмил al-khabath." Ако водата стигне 2 котли, котли што е? Тие биле садови во еден град близу до Медина, тоа се викаше Хеджер. И со тоа го мерее тие. Ако стигне пратеникот само 2 котли, колку се 2 котли? 160 литри или 190 литри. Ако стигне, ова не носи нечистота натре. Значи да му се турит нешто од урината или било нешто, ова не носи со него нечистота. Освен веќе ако е голема количина што му се менвит бојата, вкусот и мирисот. А ако е помало од ова, што се свати од овој хадис велит мнозинството на учењаците? Ако е помало од кулетејни, од 160 литри, ако е помало, велит, тогаш овој носи нечистота, иако не му се смен вид бојата, мирисот и вкусот. Јасно? Кој е најточно мислење? Најточно мислење, Аллаху алем, е второто мислење. Затоа што ова вера е леснина. И пратеникот саллаллаху алейхи ве селем според другиот хадис велит: "Иннал ма'a la yunajjisuhu shay'un." Водата не ја прави нечиста ништо. Освен, како што кажавме во другиот хадис, ако му се менвит бојата, мирисот и вкусот со нечиста материја. Јасно до овде? Овде ќе останеме, ќе застанеме за денеска. Иншаллах имате разбрано меселите од водата до негде. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك